Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум Гордана Николовска, оделенски наставник од Основното училиште Јан Амос Коменски од Скопје. По предметот природни науки ќе ја обработиме наставната содржина барање материјали во училницата. Оваа наставна содржина е наменета за учениците од прво одделение. Очекувани цели. Ученикот, ученичката да ги наблюдува и именува различните предмети во училницата, да открива од кој материјал се направени предметите, да ги препознае карактеристиките на различните материјали, дрво, метал, хартија, стакло, пластика, ткаенина, гума. Очекувани исходи. Ученикот, ученичката ги наблюдува и именува различните предмети во училницата, открива од кој материјал се направени предметите, ги препознава карактеристиките на различните материјали, дрво, метал, хартија, стакло, пластика, гума и друго. Ученици, во нашата училница се е направено од некаков вид на материјал. Секој материјал има свое име. Во нашата училница се среќаваме со тетратка, гума, молив, фломастери, дрвени боички, линијар, ножички, спојувалка, училишниот прибор, водените боички и многу предмети кои се дел од нашиот образовен процес. Некои материјали можат да се групираат во група. И тоа според боја: црвено, жолто, зелено, сино, портокалово, виолетово, според состав, да е од хартија, да е од ткаенина, да е од пластика, според форма, да е во триаголна, во кружна, правоаголна форма, според големина може да ги групираме, поголеми, помали, според текстура, да е рапаво, мазно, да боцка и да се групираат според еластичност. Ученици, разгледајте низ училницата и најдете неколку предмети направени од различен материјал. Во училницата забележуваме столчиња, кои што се направени од дрво, училишните клупи, кои што се направени од дрво, училишната катедра, која што е направена од дрво. Меѓутоа, рамот на столчето е направено и од метал, или на клупата. Ги среќаваме и училишните линијарчиња, кои што можат да бидат направени од пластика, или големите линијари, кои што на наставникот му помагаат да бидат направени од дрво. Ние ги користиме нашите очи за да ги видиме и нашата кожа за да ги допреме материјалите. Со сетилото за вид, очите, можеме да видиме, додека со сетилото за допир, кожата, можеме да ги допреме материјалите. Можеме да опишеме како ги чувствуваме на допир. Каква е нивната текстура? Па можеме да почувствуваме дали тие се тврди, дали се меки или пак еластични. Во училницата има материјали низ кои може да се гледа. Светлината може да поминува низ некои материјали. Низ таквите материјали може да се гледа. Тие материјали се прозирни. Прозорецот од нашата училница
кој што гледа надвор е прозирен. Лупата која што ја користиме во нашиот образовен процес и таа е прозирна. Кои материјали ги викаме еластични? Материјалите кои можат да се растегнат и повторно да се вратат во нивната првобитна положба се еластични. Ние во училиште практикуваме друштвени игри со ластик, кои што се дел од нашето секојдневие додека сме на одмор во училиштето. Дали има еластични материјали во нашата училница? Да, ученици, во нашата училница има еластични материјали. Како прибор, училишен, еластичниот линијар, еластичниот молив и други. За домашна задача, ученици, излезете надвор и најдете неколку предмети од различен материјал. Потоа, нацртајте ги во својата тетрадка. Се надевам дека часот ви се допадна, ви благодарам и до гледање.